Ο αείμνηστος κύριο Γρηγόροφ, σε μένα, σε συνέντευξη που είχα πάρει, μου είχε πει πολύ απλά, είμαστε Σλάβοι, ήρθαμε εδώ πέρα τον 6ο μετά Χριστό αιώνα. Αυτό τα λέει ωραία μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ζάρ, ποιος είναι αυτός που μετά από αυτή την διαπίστωση ενός πρώτου σημαντικού προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας δημιούργησε όλο αυτό το εξωπραγματικό γεγονός με τους αρχαίους Έλληνες, το Μεγαλέξανδρο, και ποιος είναι αυτός που διεκδικούσε από την Ελλάδα μέρη ως αλυτρωτισμό. Ποιος έστησε αυτό το αρχιτεκτόνημα σε αυτή τη хора? Народот сигурно не е. Најчесто тоа се политичарите. Тоа се случува во сите земји, така се случи и кај нас. Со обидот да се промени и извитопери целата наша историја, со превзимањето на светска, балканска и туѓа историја, како наша, например, и без водење на грижа за како тоа влијае кај соседите, се предизвика состојба да буквално бидеме скарани скоро со сите соседи со кои што сме обкружени, но истовремено ги затворивме и сите процеси на нашата интеграција во Европската Унија и НАТО. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ειλικρινή δήλωση του κυρίου Ζάεφ και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα το ακούσουμε με πολύ μεγάλη ανακούφιση οι Έλληνες, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα. Γι' αυτό και είναι οι περισσότεροι αντίθετοι με τη συμφωνία. Τώρα θα λυθεί ο γόρδιος δεσμός, χωρίς να μαλώνουμε ποιανού είναι ο Αλέξανδρος. Еве вака, значи точно е и договорот уште една само ги потврдува нашите вистински словенски корења. И тука е различноста помеѓу македонскиот народ со словенско потекло и во македонскиот грчки народ, кој што дефинитивно има античко потекло со хеленистичка историја. И правиме убава дистинкција на различности овде, во функција на градење на пријателство и обезбедување добра иднина за двете земји и за двата народа. Ο κύριος Δημητρός σε μια πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι ως προς το θέμα της γλώσσας, η δική μας γλώσσα δεν είναι η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων, ούτε είναι μια γλώσσα που μιλιέται από τους σημερινούς Έλληνες της Μακεδονίας. Тоа е регулирано во договорот. Нашиот јазик е со словенско потекло и е дел од групата на јужнословенски јазици. И тој јазик е верификуван уште 74-та во Обединетите нации. И точно е како дел од групата на јужнословенски јазици. Το 77 νομίζω. Да, 77, веројатно, да. И што ова кажува? Дека и преку договорот ние го потврдуваме тоа што го чувствуваме. Немаме никакви претензии према Грција. Го почитуваме целосно грчкото наследство кое што го има. Заради тоа што грчкото наследство е светско богатство. Но секако ние немаме намера и аспирации тоа наследство да го преземеме. Ние си имаме наше посебно, ние сме млада нација која што нашите корења ги влече од јужнословенската историја и култура, која што дефинитивно го отсликува и нашиот јазик како македонски јазик, како дел од словенската група на јазици. Имам следено внимателно ставовите на господинот Мицотакис. Секако неговиот коментар дека договорот не е добар ми е познат. Договорот, веројатно ако го гледаме низ призмата на двете земји, може би подеднакво не е добар